Ви благодарам, председателке. Јас би сакала само во насока на одобрување на овој предлог закон. Значи, ова е исто како и претходниот закон за предлог закон за изменување и дополнување на Законот за високо образование, како што претходно колегите веќе образложија, дека ова е всушност нешто што веќе се применува во пракса, но добро е да добие една законска рамка, значи да се допрецизираат работите, особено во науката, како и во високото образование, но и во науката и во научните институции. Сметаме дека продолжувањето на рокот за пензионирање ќе биде еден придонес во работата на научните институти, бидејќи науката не е толку динамична како што е работењето на факултетите со додипломски студии, а може да придонесе во развој на општеството. И сметаме дека научниците навистина се подобни за продолжување на нивниот работен стаж. Јас тука би, исто како и претходните говорници, би сакала да укажам и на некои други можни идни дискусии кои што би требало да се водат во областа на науката и научно-истражувачката дејност. Тоа е, например, во однос на звањата, кои што според законот се еднакви, значи звањата на научните институти и на факултетите, но во пракса има доста случаи каде што не се третираат исто звањата, односно се употребува праксата да доколку научник, односно професор од научен институт треба да премине на високо образовните институции и факултети, тогаш се бара враќање на звањата назад и почнување од првично звање доцент. Обрнувам внимание, користам оваа прилика бидејќи се отвара еве Законот за наука. Знам дека тоа не е член кој што се менува, но чисто за дискусија обрнувам внимание дека треба во иднина да го решиме и овој проблем, кој што очигледно има некој несогласување, недоразбирање помеѓу УКИМ во овој случај и Законот за наука и научно-истражувачка дејност, во кој што се вели дека звањата се еквивалентни, но во пракса тоа не се почитува и не се третираат како еквивалентни. А во однос на овој предлог закон се согласувам и го поздравувам. Ви благодарам.